Обилните врнежи предизвикаа проблеми и во Западна Македонија. Кичево остана без струја. Пред малку оттаму дојде вице-премиерот Владимир Пешевски, кој беше на терен во Кичевскиот регион. Го имаме во централниот дневник на Сител. Господине Пешевски, каква е моменталната состојба? Има ли струја Кичево и околината? Еден дел од Кичево во овој момент има снабдување со електрична енергија, но тоа е некаде помеѓу 30 и 40%, додека останатиот дел е се уште без електрична енергија. Екипите се излезли на терен, Кичево се снабдува во нормални услови од два главни далековода, во вонредни услови има два помали далековода, кај сите 4 има дефекти, на сите 4 се работи, едниот се оспособи и тој е оној што дава овие 30 до 40%, на останатите се работи. Би требало во текот на да речеме овие 24 часа до крајот на овој ден да се ослободи, да се оспособи вториот, со што би се снабдил целиот град, но можно е поради врнежи да има и определени технички потешкоти. Она што би го искористил да апелирам до граѓаните на Кичево, бидејќи и оние кои што сега се снабдуваат преку помошен далековод, да го намалат колку што е можно, да намалат употребата на електрична енергија, односно да ги исклучат сите термички апарати. Пред се тука мислам на бойлери, греалки и сето непотребно осветление, бидејќи на тој начин ќе се растерети ова од кај што се доаѓа и поголем дел од градот ќе биде во можност да добие барем за основните потреби електрична енергија. Значи екипите интензивно работат на терен. Јас сум во постојана комуникација и со МЕПСО и со ЕБАНА кои што го средуваат проблемот. Како што реков, очекувам решение на проблемот, но ситуација на терен е сложена. Се работи за паднати далеководи кои не може така брзо да се обноват.